СДСМ ќе поднесат резолуција во собранието со цел да се заштитат државните интереси и да се спречи прием на мигранти во државата. Ги повикаа сите пратеници да ја поддржат затоа што не веруваат на демантите од владата дека не се планира прием на мигранти кои ќе бидат одбиени за азил од Велика Британија. Убедени се дека таков договор постои и дека е поврзан со кредитот од 6 милиарди евра. Доколку не ја поддржат, партијата најави одржување на голем народен протест. Дали Македонија, земја која што не може да исплати плати, да одржи базичен ред дома, може да се справи со ваков наплив на мигранти? Дали економски ова може да се издржи? Одговорите сите ние ги знаеме. И затоа ги повикувам и пратениците на ВМРО ДПМН да прифатат резолуцијата. Така ќе избегнеме. Мислевме, рековме, кој лаже, кој не лаже. Вчера беше отворена и онлайн петиција против мигранти на која досега се потпишани 1399 граѓани. Председателката на државата пак тврди дека британскиот амбасадор во Скопје лично и потврдил дека Македонија нема да прима азиланти од Велика Британија. И јас, колку што сум информирана од британскиот амбасадор, ама и од владата, тоа не е точно. Мојот став ќе го кажам. Ако се работи за лица кои се опасност за Британија, тие се подеднакво опасни и за нас, и јас сум против нивен прием. Меѓутоа, сега ова што го кажувате резолуција, ама прашањето е зашто резолуција ако ние немаме докази, бидејќи она што во медиумите излегува со сета чест кон оваа професија и почит не мора да биде точно. Повторно стигна деманти од премиерот кој вели дека Филипче со вакви теми собира внатре партиски поени. Оставам простор до пролет, Венко Филипче, заедно со професорот Фрчковски, заедно со Андреј Жерновски да бараат низ Македонија и да најдат мигрант кој што е дел од овој договор со Велика Британија или било каков договор кој што сме го превземале. И ако најдат еден, јас трајно ја напуштам политиката. Воспротивно, они да ми се извинат на мене и на граѓаните што шират паника без потреба. Мицкоски не сакаше да ги коментира пишувањата на британските медиуми, но потсети дека за ширење лажни вести неодамна уредник на BBC мораше да си поднесе оставка.